Добро утро вам во студиото, добро утро на гледачите на утренски брифинг. Денеска се вклучуваме од едно од згрижувачките семејства во СОС детското село. Навистина убава, пријатна, топла семејна атмосфера не пречека тука. Во продолжение ќе имате можност да ги видите и моите денешни две гостинки и соговорнички. Тоа е една од згрижувачките, Јасмина Деспотовска, и директорката на СОС детско село Виолета Георгиевска. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Добро утро. Јас би почнала со згрижувачката, доколку дозволите. Убаво и многу хумано е тоа што сте одлучиле да го посветите дел од вашиот живот на воспитување и на згрижување на овие дечиња. Колку време сте веќе згрижувач и како се одлучивте на ваков чекор? Јас сум веќе 12 години згрижувач и се одлучив од кога дознав со што се бави организацијата СОС детско село. Тоа беше случајно, запознајќи со една од згрижувачките, која ми објасни што и како работи во детско село. Да бидеш згрижувач тука има и предности, меѓутоа и треба многу да се вложите вие. Една од работите со кои што се соочувате е напуштањето на вашиот дом, колку што сум запозната, и потполно преселба тука во овие простории. Како го прифати тоа вашето семејство? Јас живеев со мојата ќерка која веќе беше возрастна и немаше потреба од мојата грижа. Кога дознав за што се работи овде, таа самата ми предложи да почнам да се грижам за дечињата во СОС детско село. За колку дечиња моментално се грижите? За 5 дечиња на возраст од 15 до 8 години. Меѓутоа, овие не се единствени дечиња за кои што досега сте се грижеле, имате и други ваши штетеници, како да ги наречам. Има ли нешто што би издвоиле посебно или можеби како ја доживувате разделбата со нив откако ќе се заминат од домот? Па, разделбата малку е тешка. Иако кога ќе си заминат од домот, тие сепак остануваат во контакт со нас. Доаѓаат овде, не посетуваат, секој празник сме заедно. Кога им е тешко или кога се среќни, се јавуваат и сакаат тоа да го споделат овде со мене и со децата. Моментално се грижите за дечиња во тинејџерски години. Како се справувате со нивните потреби, желби, посебно па и времето во кое што живееме не е едноставно, пандемијата ни направи, ни наметна по различен тек на живење. Ние повозрастните можеби го прифаќаме полесно, меѓутоа оние кои што баш сакаат да шетаат, кои што се во тие години, послушни ли се? Кога ќе се разговара со нив и кој ќе им се објасни кои се предностите, а кои се штетните последици од нивното шетање во овој период, тогаш сваќаат. И подобро е за нив и мислат дека е стварно добро и за целата организација да останат повеќе дома отколку да шетаат надвор. Така, има или нешто што им недостасува на дечињата, не само во вашето згрижувачко семејство и во останатите? Знам дека честопати има и донации, затоа слушаме, меѓутоа колку се редовни и колку ги задоволуваат нивните потреби? Па има доста донации, меѓутоа јас мислам дека има луѓе што би можеле повеќе внимание да посветат на дечињата овде. Тој аспект. Така, ја вклучила сега јас и директорката на СОС детско село, господја Виолета. Кажав на почетокот дека сме во една од згрижувачките семејства. Колку вакви семејства има тука во селото и колку дечиња вкупно? Во моментот даваме подршка на 13 згрижувачки семејства. Во нив се сместени 60 деца на различна возраст, различен пол, различна вероисповест, семејна и културна историја. 12 згрижувачки семејства се општи згрижувачки семејства. Сместени се најмногу до 5 деца во едно од овие семејства, а имаме и интервентно згрижувачко семејство, каде што се сместуваат деца на кои што им е потребна грижа во моментот. Сместување, значи тие се деца кои што се во силен социјален ризик и во ова згрижувачко семејство се интервентно сместени најмногу до 30 дена, за кој временски период се прави план каде тие понатаму ќе бидат сместени во системот на социјална заштита. Има ли потреба за нови згрижувачи? Дали имате потреба можеби од згрижувачки семејства? Како функционира во таа насока? Согласно стратегијата за деинституционализација, да децата бидат сместени во семејно заснован модел на грижа, имаме потреба од згрижувачки семејства. И сите оние кои што се заинтересирани може да се обратат кај нас, значи во СОС детското село Скопје,
Ние се наоѓаме на улица Финска, 131 во населба Ченто, каде што можат подетално да се информираат за се она што е прашање од нивна страна, но исто така можат да се информираат и да поднесат барање доколку одлучиле да станат згрижувачи во Центарот за социјална работа Скопје, кој што е место надлежен центар за згрижувачите на град Скопје. Има ли некакви посебни критериуми кои се може да биде згрижувач, дали некакви тестови се полага? Да. Што е тоа што е неопходно да има познавање еден згрижувач? Она што е најосновното е да се има желба и мотив да се грижат за деца кои што се без родители и родителска грижа. Со самото тоа треба да бидат свесни самите згрижувачи дека целиот тек на живот ќе им се промени. Односно, грижата за деца бара целосна посветеност во однос на задоволување на развојните потреби на децата и предизвиците што тие ги имаат. Всушност, како и биолошките деца. Но овие деца доаѓаат од една средина каде што имале одредени губитоци или имаат одредени трауми и е потребна посебна посветеност, нега и грижа, но исто така е потребно да тие изградат и добри релации и односи со нивните биолошки родители, затоа што минатото на децата ни е многу важно и градењето на добрите односи заедно со нив, кои што ќе помогнат во развојот на децата. Така, има ли предрасуди кај останатото население кога станува збор за децата од СОС детското село? Ги добиваат ли истите услови во училиштата овие дечиња? Да, имаме воспоставено многу добра комуникација со училиштето, со сите наставници. Згрижувачите редовно контактираат со нив во однос на наставниот материјал, што треба да се направи, посебно сега за време на пандемијата оваа година и минатата, со онлайн наставата каде што беа вклучени поголем дел од децата, одредени оде и со физичко присуство. Контактите со наставниците се секојдневни во однос на домашни задачи, решавање, испраќање на веќе решените. Така да контактите се секојдневни, да кажам, со згрижувачите, исто како ние родителите што се грижиме дома за нашите деца, затоа што овој семеен модел е најблиску до моделот на биолошкото семејство. Така, успевате ли, еве, и за згрижувачката се Смилка, да се справите со сите 5 дечиња кои треба домашно да се напише? Им помагате ли или пак не бараат помош од вас? Бараат помош, поготово помалите. Меѓутоа, затоа па се и тука и поголемите за да помогнат. Значи си помагаат едни на други, бидејќи верувам не е лесно на 5 дечиња да им се посвети внимание, посебно да се учи со нив и да се помага во совладување на наставата. Имаат ли, да речеме, сите компјутери сега за настава онлайн? Имаме компјутери, лаптопи, таблети, така да се сноѓаме. Еве, аз ја прашав пред малку и воспитувачката, меѓутоа и вас ке ве прашам што се однесува до донациите. Потребни ли ви се? Дали донираат компании или пак и дури поединци? Да, донациите во СОС детското село се добро дојдени, независно за каква донација станува збор, секој согласно своите можности. И во оделот на националната наша канцеларија си има посебен одел кој што е прави одредени стратегии во однос на привлекување на се повеќе донатори. Значи може да се донираат индивидуалци, тоа е на нашата страница СОС детско село можат да се информираат за се подетално во однос на тоа, а се поголем број се вклучуваат и компании кои што се наши партнери и кои што во континуитет ги даваат донациите, што е една од најдобрите форми за донации. Значи да не се даде еднаш и да се прекине, туку тоа да оди во континуитет. Што е она што најмногу во моментов ви недостасува вам, односно на децата? Па, децата имаат љубов, децата имаат грижа, децата се вклучени во воспитно-образовниот процес. Се она што во моментот се нивни потреби во однос на развојот, нивни лични потреби во однос на нивниот индивидуалниот развој го имаат. Она што недостасува, може би треба индивидуално да ги прашате, меѓутоа во однос на донациите, во може би некои одредени реквизити кои што се однесуваат на спортот, заради тоа што децата растат, имаат и велосипеди, тротинети, топки и сето тоа, меѓутоа нели како растат, тоа се реквизити кои што се и кршат, па еве во таа насока или можеби некои
дополнителни компјутери и таблети, заради тоа што и тие умеат да се скршат во текот на секојдневието. Така, функционирате како во останатите семејства кога постарото братче или сестричка ќе го надрасне па го подарува на помалото. Така е. Да. Секогаш е така. Така е, не само во едно семејство, него и во другите семејства. Кога ќе се смести ново дете, сите сме активни околу тоа на која е возраст и што да му се купи, да се подари, нели? Ама и да се даде нешто од другите дечиња. Така, гледам тука дека има убав простор, широко е, пространо. Се собирате ли навечер, преку ден, за време на викендите? Има ли дружења за празници, за Нова година, за останатите денови кои што нели имаат убава символика? Па изминатите години се дружевме многу повеќе, меѓутоа со оглед на ситуацијава малку е по дружбата е малку постесната. Порано новите години ги пречекувавме во така наречената повеќе наменска сала, каде се собиравме сите згрижувачи и сите деца за да ја прославиме. Беше весело. Меѓутоа, овие 2 години со пандемијата тоа се скрати. Си прославуваме секој во својата куќа. Јас се надевам дека оваа пандемија за која што долго зборуваме веќе ќе не одмине и ќе можеме да се дружиме нели без ограничувања. Се надевам дека и сите наши гледачи ќе допред до нив овој разговор, па можеби ќе почувствуваат потреба да дојдат тука, да ги видат децата и да ги прашаат што е тоа што им недостасува, па и да им купат по некој реквизит како што споменавте за нивно поубаво и посрекно детство. Јас тука никаде ќе ви заблагодарам што бевте денеска толку гостопримливи, што не примивте во една од вашите куќи и ќе ви посакам успешна понатамошна соработка со нас, меѓутоа и успешно одгледување и воспитување на дечињата. Благодарам. А ние се одјавуваме, како што кажав, од СОС детското село, од едно од згрижувачките семејства.